Почитувани добро вечер. Вечерашен гостин во емисијата Став е носителот на листата во изборната единица 2 на СДСМ и коалицијата Оливер Спасовски. Господине Спасовски, добро вечер и добре дојдовте во нашата агенда. Знам дека во нашата емисија знам дека имате тесна агенда, но еве сепак се одазвавте на поканата. Ви благодарам прво на поканата. Чест ми е да ги споделиме ставовите со гледачите на ТВ Плюс и во секое време стојам на располагање за сите прашања кои што ќе можеме да ги споделиме со нашите граѓани. Остана уште неколку денови од изборната кампања, постојано сте на терен заедно со останатите сопартијци. Какви се реакциите, како сте задоволни како тече истото? Да, останува уште една клучна недела во изборната кампања. Граѓаните на Република Македонија, граѓаните на Куманово, на изборната единица број 2 посакуваат промени. Многу се 10 години на поделби, 10 години на осиромашување на Република Македонија, 10 години на уназадување. 10 години во кои што најголем дел од граѓаните на Република Македонија, многу граѓани на општина Куманово заминаа надвор од Република Македонија. 636.000 граѓани напуштиле Македонија, од кои што 230.000 млади луѓе. Тоа е вистински геноцид кој што го направи оваа влада предводена од Никола Груевски ВМРО-ДПМН и заради тоа сметам дека граѓаните од ден во ден се повеќе и повеќе ја даваат поддршката за промени, да конечно Република Македонија застане на вистинскиот пат, да се врати на врвните национални интереси, да се посвети на економски реформи, на стабилизација, на подобрувањето на животниот стандард, така да јас очекувам дека ова задна недела ќе биде недела во која што до крај ќе ги поминеме секој граѓанин, ќе ја побараме поддршката на секој човек во Република Македонија и на 11 декември ќе ги добиеме посакуваните промени. Меѓународната заедница вети дека внимателно ќе го следи изборниот процес. Очекувате ли фери демократски избори и дали со истите ќе се стави крај на политичката криза во државата? Па видите, политичкиот договор од Пржино беше основа да се завршат изборите, односно да се заврши оваа политичка криза на мирен начин. Тој политички договор предвидува нормално избори и тоа беше и целта на Социјалдемократскиот сојуз, да на крајот се створат услови да имаме фер, демократски, кредибилни избори во кои што ќе веруваат граѓаните на Република Македонија и навистина очекувам дека ВМРО-ДПМН нема да прави повторно екзибиции на штета на граѓаните на Република Македонија. Вие се сеќавате на проектот Вистината за Македонија, вие се сеќавате на разговорите кои што се објавени во јавноста, како и на кој начин настапувале за време на изборите, како ги злоупотребувале државните институции, како многу структури од власта биле подредени на политиката се со цел да изборите бидат фалсификувани, да бидат на начин спроведени на кој што ќе одговара на владеачката структура. Така да најголемиот дел од договорените точки кои што беа во договорот од Пржино се реализирани се со цел да имаме намалување на можноста за било каква злоупотреба. Јас очекувам дека политичките субјекти во Република Македонија, меѓутоа најмногу ВМРО-ДПМН, дуи оние кои што 10 години раководат со Република Македонија, ќе треба да бидат свесни дека не смеат да направат ништо што ќе го урива кредибилитетот на Македонија, заради тоа што тие 10 години го уриваат овој кредибилитет и државата, така да на секоја злоупотреба ние жестоко ќе се спротивставиме и очекувам дека Република Македонија ќе може да донесе слободна одлука за тоа кој ќе ја води идната влада на Република Македонија. Да, во вашата програма План за живот во Македонија е предвидена поддршка на економијата, особено на домашните компании, но исто така е предвидено и просечната плата да изнесува 30.000 денари, а до крајот на вашиот мандат минималната да биде 16.000. Остварливо ли е сето тоа? Прво, ние една година и нешто подготвуваме програма која што доаѓа директно од проблемите и потребите на граѓаните на Република Македонија. Се вклучува многу луѓе, интелектуалци, работници, земјоделци, лекари, професори и така натаму, невладиниот сектор со многу предлози кои што беа доставени до Социјалдемократскиот сојуз, а целта беше да направиме реална програма, остварлива програма која што ќе ги задоволи потребите на граѓаните и програма преку која што ќе ја видиме Република Македонија поинаква од таа што е денес. И затоа и оваа програма се вика План за живот во Македонија. Имајќи во предвид иселувањата кои што се случија во изминатиот период од Република Македонија, навистина на Македонија е потребен план за живот во Република Македонија. Во фокусот на вниманието на оваа програма
во фокусот на идната влада предводена од Социјалдемократскиот сојуз ќе биде човекот и граѓанинот. Без разлика која националност е, од која вера, од која политичка припадност. Македонија е држава на сите, Македонија и припаѓа на секој еден човек во Република Македонија и Македонија треба да биде држава која што ќе овозможи подеднакви услови за живот на секој граѓанин на Република Македонија, а секој граѓанин на Република Македонија има обврска и должност да и помага на државата и да ги почитува уставот и законите на Република Македонија. Така да планот за живот во Македонија 80% и повеќе од 80% е посветена на економијата. Заради тоа што само преку економијата, преку зголемувањето на животниот стандард, преку отворање на нови работни места, помош на домашните компании, ние ќе можеме да навистина создадеме услови кои што ќе будат надеж кај граѓаните на Република Македонија, услови кои што ќе понудат поинакви перспективи од тоа што ги имаме денеска како граѓани на државата, услови кои што ќе овозможат младите луѓе овде да ја гледат својата иднина, овде да формираат семејства и во таа смисла клучната поента е како да вратиме што е можно повеќе пари назад кај граѓаните. Парите се собираат во буџетот, меѓутоа не треба да стојат во буџетот или да се користат на непродуктивни трошоци. Ние бевме сведоци на една расипничка политика на ВМРО ДПМН и на Груевски, преку реализација на тој проект Скопје 2014 година, каде што се потрошија 600-700 милиони евра пари собрани од буџетот и од граѓаните на Република Македонија, а при тоа најголемиот дел од државата остана безрешени екзистенцијални проблеми. Основни инфраструктурни проблеми, немање на канализациони, водоводни мрежи и така натаму. И затоа сметаме дека што е можно повеќе пари ако ги вратиме преку финансирање на вистински проекти кои што се потребни за граѓаните, развојни проекти, тоа се пред се инфраструктурата, да помогнеме на граѓаните да имаат поголеми плати и повисок животен стандард, на тој начин сите ќе добијат. И домашните предпријатија ќе добие и државата, меѓутоа ќе добијат и работниците. Најважно од се е ние да имаме заштитени работници, пензиски и здравствено да бидат осигурани. И предвидуваме во првите 4 месеци, после доаѓањето на власт, да ја дефинираме минималната плата на 12.000 денари, и тоа во сите индустријски гранки. Сега, минималната плата е дефинирана, меѓутоа изоставени се текстилната и кожарската индустрија. Ние сметаме дека треба за сите подеднакво да биде, меѓутоа и се обврзуваме дека ќе помогнеме на домашните компании преку директна буџетска помош, за да може да ги реализира овие работи, да може да исплаќа плата, мора на државата мора да помогне и на овие компании. Исто така сметаме и наша цел е да на крајот од мандатот минималната плата изнесува 16.000 денари, додека просечната плата во Република Македонија да биде 30.000 денари. Тоа не е недостижна цел. Просечната плата сега е околу 21.000 денари во Македонија. Сега има многу функционери, многу луѓе на позиции кои што имаат енормно високи плати за сметка на работниците. И затоа се појавува таква голема разлика, од една страна голема сиромаштија кај најголемиот дел од граѓаните за сметка на една мала група на луѓе. Во Македонија 5% на граѓани на Македонија го држат 95% од капиталот. Тоа покажува колку имаме ние класна нееднаквост, колку имаме разлики и колку Македонија тоне во сиромаштија. Така да работењето на подигнување на платата на работниците, на оние кои што сега имаат мали плати, зголемен број на вработувања, а во планот за живот во Македонија е предвидено нови 66.000 вработувања во текот на 4 годишниот мандат. Сето тоа ќе создаде услови и просечната плата да се зголемува и економијата да се движи во позитивна насока, да имаме една развојна компонента која што ќе помогне генерално на државата. Ние сметаме дека треба да ги изедначиме домашните и странските компании. Имаме сега странски инвеститори, добиваат сериозни финансиски средства, помош, субвенција од државата, 3.000 до 9.000 евра повработен месечно. Меѓутоа, домашните компании не добиваат за возврат ништо. Домашните фирми од државата единствено добиваат секој втор ден контроли од инспекции и пишување на енормно високи казни. Практично владата на Груевски на ВМРО ДПМН го уништуваше стопанството систематски сите овие години.
И ние сметаме дека мора да се помогне на домашните компании, мора да се помогне на развојот на мали и средни предпријатија, оние кои што можат да креираат развој. И затоа предвидуваме годишно да имаме 140 милиони евра директна буџетска помош до домашните компании, се со цел да има развојна компонента кај нив, да имаат добри бизнис планови, да ги развиваат, да отворат нови погони, да имаат нови работни места, на крајот од криштата профитот да останува во Република Македонија. Странските инвеститори доаѓаат, имаме вработувања. Најголемата грешка на Груевски на ВМРО-ДПМН беше тоа што ја презентираше Република Македонија како држава во која што има ефтина работна сила. Значи не третира како работници, како робови. И мораме тој робовладетелски начин однесување да го трнеме од Република Македонија. Македонија мора да се врати на патот на демократијата, на слободата и на почитувањето на човековите и на работничките права во државата. И во таа насока има низа на мерки, на проекти кои што ќе го поддржат директно домашниот бизнис. Најавивте реформи во образованието, тука и здравството. Предвидено е двојно зголемување на платите на лекарите, но исто така и болничко бесплатно лекување. Па видите, двата сегменти, образованието во Република Македонија и здравството, се сегменти кои што се уништувани систематски во овие 10 години. За жал, ние го имаме Никола Тодоров како министер за образование, кој што започна реформи кои што не создадоа подобрување на условите во образованието, не создадоа поголем квалитет во образованието. Сега е министер за здравство, исто така систем кој што го разорува систематски, и го имаме сега како носител во Куманово и во изборната единица број 2. Нема што да кажат овие луѓе после 10 години владење со Република Македонија. Зошто тоа го кажам? Реформите на ВМРО-ДПМН во образованието значат само едно. Можност да можете да купите диплома во трафика, без да се води сметка за квалитетот на образовниот процес. Ние имаме сега наставници, професори кои што се сериозно потценети од државата. Тие се направени административни работници, наместо да се посветуваат на образовниот процес. И затоа се залагаме веднаш после формирањето на владата, прво да го кинеме екстерното тестирање. На тој начин да ги ослободиме учениците од тие стресови кои што им ги создаваат, меѓутоа и наставниците. Бидејќи овој начин на тестирање не создава или не придонесува кон зголемувањето на квалитетот. Исто така планираме да се зголемуваат платите на просветните работници, да се намали бројот на часови, фондот на часови, да не може како сега дете од второ или трето одделение да има еднаш или неколку пати во неделата по 7 часа. Тоа не може да го издржи тој психички ниту физички напор. А да не говорам дека тука нема квалитет апсолутно никаков во образовниот процес. Наставниците мора да бидат мотивирани за да навистина се предаде знаењето на учениците. Да имаме квалитетно образование, да имаме квалитетни млади луѓе кои што ќе учествуваат понатаму во градењето на Република Македонија. Ако сакате да ја уништите една држава, тогаш уништите им го образованието. Тоа е еден систематски начин на рушење на една држава. Вториот сегмент, здравство, кој што сега во моментот го води Тодоров, е крајно разорен. Прво имаме здравство кој што не е достапно до граѓаните на Република Македонија. Еве, најголемиот дел од малите општини во државата, малите општини од изборна единица број 2, Старо Огоричане, Чучер, Сандево и така натаму, немаат матични лекари. Општина Шутор-Изари, што се наоѓа во Скопје, нема матичен гинеколог за огромна популација на население. Сето тоа укажува дека државата апсолутно ништо не превзема за да се обезбеди здравство кое што ќе биде достапно до сите. Напротив, ние имаме здравство кое што не гарантира лекување на граѓаните на Република Македонија, здравство кое што не работи воопшто на превентива, здравство кое што не се воопшто занимава со заштита на граѓаните. Имаме здравство кое што не води сметка за ниту еден граѓанин на Република Македонија кој што има потреба за лекување во странство. Ќе споменам случајот на малата Тамара. Ќе споменам, ги знаеме сите неколку случаи на дечиња од Куманово кои што имаа потреба за лекување во странство. Никогаш тоа не беше овозможено од државата или се овозможуваше после реакциите на медиумите. Сето тоа покажува дека ние немаме Министерство за здравство, ние имаме Министерство за смрт.
во Република Македонија. Болниците се уништени, лекарите демотивирани ја напуштаат државата, заминуваат надвор и затоа предвидуваме да со планот за живот во Република Македонија да го направиме достапно здравството до сите. Тоа значи државата да финансира повеќе и да им дава поголема плата директно на лекарите кои што би работеле на село. Оние кои што би работеле во руралните средини да имат предимство во добивањето на специализација, се со цел да бидат мотивирани да работат во селските средини. Двојно зголемување на платите на лекарите, заради тоа што тоа е клучната работа за да ги мотивирате, да имате добра здравствена заштита на граѓаните на Република Македонија, да имат добра превентива, да на крајот од криштата имаме поздрава нација. Планираме во терцијарното здравство да ги зголемиме платите, значи на лекарите во клиничките болници, клиничкиот центар во Скопје, да ги зголемиме платите на 100.000 денари, заради тоа што сметаме дека тука е круцијалниот момент на зачувувањето на јавното здравство во Република Македонија. Потребни се изградба на клинички центар во Скопје, кој што на највисоко можно ниво ќе биде задолжен за здравјето на граѓаните, реновирање на болниците низ Република Македонија, создавање услови за да може граѓаните на Република Македонија да имат здравствена заштита. Предвидуваме во планот за живот бесплатно болничко лекување за сите граѓани на Република Македонија, така да зголемување на капитацијскиот бод за матичните лекари на 90 денари, зголемување на капитацијскиот бод за стоматолозите, заради тоа што сега навистина имаат пониска цена и тие се насочени исклучиво кон администрација. Да администрираат, да заведуваат во документација, наместо да се посветуваат на здравјето на своите пациенти. И на крајот од криштата, повторно и повторно, како секоја друга фирма, така и матичните лекари, така и матичните гинеколози, стоматолози, се исклучиво цел на напади од страна на инспекции и на казни. Едноставно имаме влада која што во овие 10 години се базира исклучиво на казни и на санкции спрема граѓаните, односно спрема стопанството. На една од средбите со граѓаните најавивте поддршка и на земјоделството, зголемување на субвенциите, но исто така и мислам дека во врска со земјиштето ќе има некои. Видете, мора да се направи промена и во делот на земјоделската политика. Прво сакам да ги информирам граѓаните на Куманово и на регионот дека во планот за живот во Македонија е предвидено субвенциите да бидат на годишно ниво 160 милиони евра. Субвенциите се дефинирани со закон донесен уште во 2005 година и тие субвенции не може никој да ги има малку забуни дали може да симне. Никој. Значи тие субвенции мора да останат кој сака нека биде власт и во кое време сака нека биде власт. Ние сметаме дека мораме субвенциите да им ги даваме на вистинските земјоделци. Денеска имаме состојба во Македонија во која што најголемиот дел од површините на земјоделското земјиште државно ги земаат луѓе блиски до владеачката структура. Земаат илјадници хектари, кое што земјиште го издаваат во подзакуп. Значи тие се великопоседници во Македонија. Еве да го земеме подрачјето на Пчиња и Студена бара, да го земеме подрачјето на Романовци, подрачјето на општина Старно Огричане. Точно се знаат луѓето кои што се блиски до ВМРО-ДПМН. И точно знаат дека тие мора да ја добијат земјата, а на вистинските земјоделци им ги дават во подзакуп. Ке му оделат хектар, два, оној кој што вистински живее од земјоделие, тие мора на него да му плаќаат подзакуп, а тоа е спротивно на закон, тоа е кривично дело. На крајот субвенциите наместо да завршат кај земјоделците, завршуваат кај овие великопоседници. Ние во планот предвидуваме прво целосна прераспределба на државното земјиште. Државното земјоделско земјиште мора да се даде на вистинските земјоделци, оние кои што живеат, кои што работат од земјоделието, за да може да си ги земаат субвенциите. Второ, предвидуваме субвенциите да се даваат во неколку циклуси во текот на годината, зависно од потребите на земјоделците или на сточарите. Ако е производител на тутун, потребно е во еден период од годината да добие субвенции. Ако произведува раноградинарски култури, треба во друг период од годината кога се поставуваат пластениците и така натаму да добива субвенции. Мора да има навремена наплата на субвенциите и исплата према земјоделците за да може земјоделците да бидат некако сега сиромашни. Второ,
мораме и предвидуваме во планот државата да гарантира откуп на земјоделските производи. Да не ни се случува она што се случува сега. Ке има производство, нема кај да биде продадено, тоа ќе останува и ќе скапува низ нивите. Еве што се случува во Тиквишијата со грозјата. Така да во делот на земјоделието мора да има сериозни вложувања пред се да се покачи земјоделското производство. Ние имаме 10 години давање на субвенции, а намалување на земјоделско производство, осиромашување на земјоделците. Затоа предвидуваме субвенционирање на семенските материјали, воведување на зелена нафта поевтина за земјоделското производство. Предвидуваме една новина за секој регистриран земјоделец да му се гарантира бенефициран работен стаж. Затоа што сметаме дека земјоделците и градежните работници, тие се изложени на сериозни лоши временски влијанија и токму затоа мора да им помогнеме преку воведување на бенефициран работен стаж, за да може секој земјоделец или секој работен во градежната индустрија, градежен работник, некаде околу 60-та година да може да замине во пенсија. Ке бидат ли потребни партиски книшки за добивање субвенции? До сега се ширеа шпекулации дека и тоа постои кај нас. Видете, тоа е факт. Многу од граѓаните со кои што се среќавам, не само сега, годините наназад, кажуваат дека не добиваат субвенции ако не припаѓаат на ВМРО-ДПМН. Не добиваат субвенции дури ако припаѓаат на ВМРО-ДПМН, ама се скарале со некој битен во ВМРО-ДПМН. Тоа мора да се острани. На Македонија не се потребни такви поделби. Земјоделците во Македонија не може да ги делиме ние на земјоделци блиски до ВМРО, до СДСМ, до ДУИ, до ДПА или до било која од политичките партии. Земјоделецот е работник како и секој друг работник во Република Македонија. Треба да му се создадат услови, државата да му помогне и секој без исклучок да ги добие субвенциите. Апсолутно не прифаќаме, не признаваме никаква поделба по таква основа, ниту преку партиски книшки да се остваруваат права кои што им следуваат на граѓаните со закон. Најавивте дека е планирана и државна социјална пензија за оние граѓани кои нели немаат доволно стаж. Во однос на пензискиот систем, ние предвидуваме да направиме реформа на пензискиот систем, се со цел покрај досегашното пензионирање што може да се одвива по еден основ. Тоа е 62 години старост за жени и 64 години старост за мажи. Ние сакаме да го вратиме и моделот да може и втор услов да има 35 години работен стаж за жени и 40 години работен стаж за мажи. Зошто е тоа добро? Затоа што постојат граѓани во Република Македонија кои што имаат работен стаж, останале без работа во последните години пред остварување на пензија и се оставени без екзистенција. Еве како пример ќе го наведам актуелен за Куманово. Тоа е фабриката за заварени цевки 11 октомври. Фабрика која што ја купија луѓе блиски до владеачката структура, ја купија за без пари. И сме сведоци дека работат сега на одредени проекти, меѓутоа 120 луѓе се избркани од работа. Од тие 120 луѓе, најголемиот дел имаат можност да остварат пензија преку работен стаж. Имаат 40 или преку 40 години работен стаж. Меѓутоа за старост им е потребна година, 2, 3. Јас знам дека сега добиваат надоместо како технолошки вишок, меѓутоа тој ќе го добиваат најмногу до година и пол. Затоа сметаме дека треба да се врати и вториот услов. Па дали ќе исполните услови за работен стаж или за старост, за да може да заминете во пензија. За сите граѓани кои што не работеле воопшто, односно немаат пензиски стаж, или кои што немаат доволно 15 години минимум за остварување на право на пензија, предвидуваме да воведеме државна социјална пензија во таа пензиска реформа, а тоа би значило секој граѓанин да добие после навршување на 64 години старост, да добие државна социјална пензија во висина од 60% од просечната пензија во Република Македонија. Секој граѓанин заслужува достоинствена старост. Исто така предвидуваме уште на првата владина седница и во првите 100 дена во собранието да го донесеме законот за стечајните работници. Трајно решавање на проблемот на стечајните работници. И конечно оваа точка да ја симнеме од дневниот ред. Конечно на овие луѓе да им се одолжиме како држава за цела ова време што го поминуваат во неизвестност и тие и нивните семејства.
Го споменавте веќе иселувањето, тука се предвидени ли бројни мерки за спречување на истото. Најголем дел младите се иселуваат. Што е предвидено друго за нив? Најголемиот дел од луѓето кои што се селуваат се младите луѓе и ја мислам дека тука две причини се основа. Првата причина е заради тоа што бараат подобар живот, бараат живот во држави во кои што има систем, држави во кои што ќе бидат ценети, вреднувани. Меѓутоа тоа е директна штета за Македонија. Имате многу млади луѓе кои што се образовани, кои што завршиле факултети, кои што се во најдобар период од својот живот кога можат да им помогнат на своите семејства и на државата, тие се одлучија да заминат надвор од Република Македонија. Понижувањето и потценувањето од овој вид е заради тоа што најголемиот дел од луѓе од блиски до власта, луѓе од ВМРО, ДПМН и така натаму, со несоодветни образованија се наоѓаат на значајни позиции во македонското општество, а за сметка на тоа, оние кои што се стекнале со образование, оние кои што го завршиле образовниот процес со маки, со учење, со стекнување на знаење и така натаму, или ќе седат по 10, 12, 15 години без работа, или ќе морат да заминуваат надвор од државата. Тоа е едниот дел од проблемот и вториот заради тоа што таму наоѓаат полесно работа за екзистенција. Ние предвидуваме низа на мерки кои што се несуваат токму на младите во Република Македонија. Што ќе се направи за да останат што е можно повеќе луѓе. Затоа предвидуваме вработување во државната администрација на најдобрите студенти во Република Македонија. Оние кои што се исклучително најдобри во сите сегменти, да им се најде место во државната администрација. Тоа е еден од начините како тие после ќе возвратат на државата и ќе помогнат. Предвидуваме за младите луѓе кои што сакаат да отворат свој бизнис, за најдобрата бизнис идеја да им дадеме директна државна помош од 10.000 евра. Парична помош, со која што ќе можат да отворат свој бизнис, да се вработат себе си, некој од своето семејство, некој од своето обкружување, а со тоа ќе помогнеме и врз основа на формирањето и поддршка на младите и средни предпријатија. Предвидуваме за да може да се основа фирма со основачки влог од само 1 евро. Предвидуваме отворање на стартап центри во Република Македонија, наменети за младите бизнисмени, кои што ќе можат да користат заеднички простори, заеднички сметководствени услуги и така натаму, на тој начин да на почетокот на создавањето на својот бизнис, додека да застанат на вистински нозе, да државата им помогне и им ги намали трошоците за работа. Така да во тој дел сметам дека преку вакви идеи многу од луѓето млади ќе бидат мотивирани да си започнат собствен бизнис овде во Република Македонија и на тој начин да си ја обезбедат својата екзистенција. Кој е ставот на партијата и коалицијата во врска со спорот со името? Ние имаме јасен став во однос на ова прашање. Уставното име на Република Македонија е Република Македонија и тоа е нешто кое што е запишано во уставот и не треба да има промени. Меѓутоа треба да се дефинира црвената линија, да има национален консензус помеѓу политичките субјекти во Република Македонија за тоа што треба да се разговара за билатералните односи помеѓу Република Македонија и Грција и да се постигне решение, на крајот тоа решение да се потврди на референдум. Да, вашиот став е и влез во Европската унија и НАТО? Наш национален интерес на Република Македонија е влезот во Европската унија и НАТО. Сметаме дека прво заради глобалната безбедност, заради регионалната безбедност, безбедноста на Македонија од исклучителна важност е Република Македонија да биде дел од НАТО алијансата. И вие се сеќавате дека владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз 2002 до 2006 година направи се во овој правец да Република Македонија биде на прагот на влезот и во НАТО и во Европската унија. Тогаш стана и кандидат за членство во Европската унија. Членството во Европската унија е навистина многу потребно да влеземе во големото семејство, да ги отвориме перспективите на Република Македонија за слободно движење, за слободна трговија, за голем европски пазар во кој што ќе може да се работи и на тој начин директно да и се помогне на Република Македонија. Тоа се двата национални интереси во кои што граѓаните или најголемиот дел од граѓаните на Република Македонија ги поддржуваат. Жал ми е што во последните години на владење на ВМРО ДПМН расте евроскептицизмот. Тоа е заради однесувањето на владата која што ништо апсолутно не правеше во овој поглед.
за напредок кон интеграциите. На Македонија и се потребни многу реформи, оние кои што ни ги укажува секоја година Европската комисија преку извештаите. Тие реформи не се прават заради нив. Тие реформи ги правиме заради нас. Нам ни треба европско однесување, европски институции внатре во Република Македонија, за да навистина граѓаните на Македонија почувствуваат било какви благодети кои што ги користат граѓаните на Европската унија. Што со медиумите? Па вие знаете дека дел од Пржинскиот договор беа и регулацијата на медиумите и ние бевме свесни дека целосна реформа во медиумскиот простор не е можна се додека е ВМРО-ДПМН дел од владата. Затоа што ВМРО-ДПМН е партијата, е владата која што 10 години ги злоупотребува медиумите, која што ги уназадува правата на медиумските работници, нема слобода во медиумите, нема слобода на новинарската мисла, сето тоа ја води Република Македонија многу назад. Тука се потребни низа реформи, ама вистински реформи. Ние сметаме дека треба да се отвори сериозен диалог помеѓу Сдруженијата на новинарите и медиумите во Република Македонија, да се отвори една широка јавна расправа и дебата и да при тоа се донесат законски решенија кои што ќе гарантираат дека никој нема да има влијание над медиумите во Република Македонија, да се створат механизми со кои што ќе се ослободат медиумите и тоа ќе биде најголемата придобивка за граѓаните на Република Македонија. Во планот за живот има 3 приоритети за нашиот град за Куманово. Тука е предвидено целосно решавање на проблемот со водоснабдување, изградба на санитарна депонија и целосна гасификација. Зошто се одлучивте за овие 3 приоритети, секако знаеме дека водоснабдувањето изминатиот период беше голем проблем за градот? Па видете, ние имаме состојба во која што државата, иако во државниот буџет најмногу пари идат од Куманово, бидејќи како најголема општина во Република Македонија, нормално и најмногу да дава даноци во државата. За возврат, ние како општина немаме добиено ништо. Овој регион е најнеразвиен регион, североисточниот регион. Владата на Никола Груевски на ВМРО-ДПМН, не знам од кои причини, меѓутоа апсолутно Куманово не го смета како да е дел од Република Македонија. Ниту еден проект важен за граѓаните на општина Куманово не беше реализиран до сега. Ниту еден. И ние предвидуваме во планот за живот во Македонија, нели покрај генералните проекти кои што ги имаме, ние имаме предвидено и конкретни проекти за поедини општини. За општина Куманово сметаме дека е потребно трајно преку државни средства, заедно со државата, да се реши проблемот со водоснабдувањето. Ја не сакам апсолутно да се соочуваме со недостаток на вода или да тој недостаток на вода се злоупотребуваат политичките фигури и директори кои што се на ниво на општина Куманово. Ние бевме сведоци дека од политички причини ВМРО-ДПМН преку директорот на водостопанство, преку пратениците и така натаму, намерно пред Нова година, пред Великден и така натаму, пред празници, ќе ги затвораат вентилите, ќе се намалува протокот на вода во филтер станица во Куманово и ќе нема најголемиот дел од градот вода. За да тоа не се случува, прв приоритет е идната влада на Социјалдемократскиот сојуз да обезбеди финансиски средства од буџетот и трајно да го решиме овој проблем. Вториот е трајно решение на проблемот со санитарна депонија. Нешто што не може општината тоа да го реши сама, меѓутоа државата преку проекти, преку ИПА фондови, преку буџетски средства и така натаму може да најде начин како да се реши трајно проблемот со санитарна депонија во општина Куманово. И третата потреба е целосно завршување на гасификацијата. Вие знаете дека гасификацијата во Куманово е прва гасификација во Република Македонија на еден град. И тоа е општина која што прва започна со гасификација на државните институции, па понатаму и со домаќинствата. И исклучиво со пари од буџетот на општина Куманово. Ние затоа предвидуваме од државниот буџет да во сите 4 години се инвестира во гасификацијата на Куманово. Заради тоа што тоа е добро и за екологијата, ќе се намали загадувањето
и на Куманово. Граѓаните на Куманово ќе имаат поевтин енергенс за затоплување. Ако имате предвид сега дека училиштата, државните институции кои што имаат гасификација направено, 50% заштедуваат од трошоците за грејење. Тоа покажува дека навистина е исплатив енергенс и во тој правец навистина заслужува Куманово да му се помогне, бидејќи е прв пионер општина со воспоставување на гасификација. Го слушам Груевски деновиве, зборува ќе гасифицирал, ќе прави после 10 години и така натаму. Гасот е донесен во Република Македонија многу одамна. До 98 година. Само 16% има искористеност на тој газ. Тоа покажува дека може или можело многу порано да се гасифицира Република Македонија. Во една од населбите истакнавте дека е планирана изградба на градинки, дали постои можност да се реши и тој навистина голем проблем во градот? Апсолутно постои можност, бидејќи тие капитални инвестиции за градба на градинки, градба на старски домови, градба на училишта е надлежност на државата, не е надлежност на општината. Во Куманово сме сведоци дека нема капацитети за прифаќање на сите деца кои што имаат потреба од одење во градинка. Таква тенденција и во Република Македонија генерално, не е само во Куманово. Ова влада неколку пати до сега ветува дека ќе изгради градинка, дека ќе направи доградба на одредена градинка. 5-6 години до сега поред се разговара за доградба на 2 градинки во општина Куманово, ништо не е направено. Ние сметаме дека наместо трошење на пари на споменици, на барокни фасади и на други глупости низ Скопје, дека треба дел од буџетските средства да намениме токму за оваа намена. Да изградиме градинки во Куманово и предвидуваме да изградиме 3 градинки. Едната да биде во Перочичо, населбата, едната во населба Карбош и едната во Тодемен дол, Бајрам Шабани на тој потек. За да се зголемат капацитетите и се задоволат потребите на граѓаните на Куманово. Вашиот политички опонент, носителот на листата на ВМРО и коалицијата, Никола Тодоров, најавува рестартирање на неколку стопански капацитети во градот. Како го гледате на тоа, како го коментирате? Прво, рестартирање на стопански капацитети во Куманово да најавува ВМРО ДПМН. Тоа е крајно понижување на граѓаните на општина Куманово. Зошто тоа го кажувам? Стопанството во Куманово е целосно уништено токму од ВМРО ДПМН. Ако во Скопје градеа споменици сега во овој мандат, во Куманово оставија многу споменици во мандатот 98-2002 година. Како ВМРО ДПМН. Вие се сеќавате и кумановци знаат добро како тогаш ВМРО ДПМН ги купи сите фабрики во Куманово, сите фирми во Куманово. Ке напоменам, 1 мај, Дим Черебица, Печатница Куманово, Козјак Куманово, Кик Куманово, Зик Куманово и други фирми кои што во тој момент беа и работеа соодветно. Се вршеа страшни притисоци во тој период за да ги земат тие фирми. Ги земаа. Ги упропастија, работниците останаа дома, без никаква екзистенција. И сега замислете, истите тие, кои дел од нив се веќе приватизирани. И сега Никола Тодоров доаѓа, веројатно не го информирале добро, не му дале добри податоци, го насанка и доаѓа кажува ќе ги рестартирам тие фирми. Меѓу кои вика ќе го рестартирам 1 мај. Поминете сега покрај 1 мај. Единствено што стои од 1 мај е влезната врата, дрвената. Целиот објект е срушен. Ќе го рестартирал Житомел Куманово. Па Житомел Куманово ВМРО ДПМН сега со Груевски го уништи. Тие го зема, стана имот собственост на државата. Наместо да се стави полиција и да го обезбедува тој објект е целосно уништен, се што имаше во Житомел Куманово е испокрадено, работниците се без екзистенција дома, стариот дел на Житомел е запален
и сега најавува ќе го рестартира. Вика, ќе го рестартира и ладилникот во Куманово. Ладилникот во Куманово е во приватна собственост, тој работи. Приватизира многу одамна. Така да, тоа се чисти небулози кои што ги покренуваат пред граѓаните на општина Куманово. Наместо да се зафатиме сериозно и таму кај што имаме услови да помогнеме на државните, односно на приватните компании, да има развојна компонента во овој дел и да врз основа на анализите покажеме што е тоа што треба во Куманово да се гради, да се прави, да се створи, ние да се занимаваме со ветувања во кои што никој не може да верува. Ја верувам дека ниту Тодоров може да верува на такви глупости. Нас ни треба отворена сериозна индустријска зона, развојна, во која што преку директната помош на домашните предпријатија, ова што го напоменавме во планот за живот, да создадеме услови преку изградба на инфраструктура, преку директна помош да се отворат нови производствени капацитети во Куманово. Од општинската организација на ГРОМ побараа вие и останатите кандидати за пратеници од Куманово, доколку јавно не се оградите од ставовите на лидерот Зоран Заев, да се повлечете од избориве, бидејќи, како што тврдат, лидерот се залага за двојазичност, федерализација, промена на уставот и слично. Како ги коментирате овие напади? Прво, секој напад кој доаѓа од политичка партија која што е привезок на Груевски, која што искажува ставови врз основа на тоа што ќе им каже Груевски, не ги сметам за сериозни. Македонија се наоѓа во многу сериозен период и треба навистина сериозно да се однесува. Тоа е првата работа. Втора работа, небулоза е да се говори дека некој се залага или ќе има двојазичност во Македонија, посебно некој што живее во Куманово, каде што во Куманово има 4јазичност. Македонскиот, албанскиот, српскиот и ромскиот. Дел од советниците, сегашни или поранешни, кои што се дел од ГРОМ сега, гласале за воведување на 4јазичност во Куманово. И сега тие се јавуваат како заштитници. Видете, кантонизација, федерализација и секакви други глупости ги има само во главата на Груевски и на ВМРО-ДПМН, кои што сега, покренувајќи вакви прашања пред македонската јавност, пред кумановската јавност, ако сакате, се обидуваат да најдат начин како да се спасат. Како да бараат тема која што мислат дека ќе ги спаси од злоупотребите кои што ги правеле во власта. Таква работа не постои. Македонија е унитарна држава и таква ќе остане. Македонија е држава дефинирана во уставот како држава на сите граѓани на Република Македонија. Македонија е едно општество. Тоа е нешто за што се залага Социјалдемократскиот сојуз. Да државата понуди еднакви услови, еднакви можности на сите граѓани на Република Македонија. Да им обезбеди еднакви права. Меѓутоа и сите граѓани на Република Македонија под еднаква поддршка и помош да ја дарават на сопствената држава. Тоа е планот кој што ја соединува Македонија, планот кој што ќе ја направи Македонија подцврста од тоа што е сега и наспроти сите поделби во овие 10 години кои што ги правеа ВМРО-ДПМН и ДУИ, да направиме се да ја соединиме Република Македонија. Знаете, кога разговара Груевски и коалиционите партнери, сите, не само еден, затоа што секоја од партиите во коалицијата, дали е тоа Демократска партија на Срби, дали е Демократска партија на турци, дали е ромските партии и така натаму, секој од нив има собствен партиски интерес и нив не ги интересира интересот на граѓаните. Кога се делат тендери, кога има проценти, тогаш нема никаков проблем. Све е добро и идеално во Република Македонија. Кога ќе гледа дека малку ја губат поддршката кај граѓаните, веднаш се јавуваат патриоти дека ние сега ќе ги штитиме македонците, овие албанците, овие србите и така натаму. Најголема заштита за граѓаните на Македонија е да ги нема овие од власт. Да се тргнат од власт после 10 годишно уривање на Република Македонија. За крај, што може да им ветите на кумановци освен овие приоритети кои што ги наведовме и дали очекувате победа? Прво, јас знам дека коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз ќе извојува победа на престојните избори на 11 декември. Знам дека и јас и сите луѓе на листата на Социјалдемократскиот сојуз за изборна единица број 2 се луѓе честни, одговорни, домаќини кои што пред се сакат да одработат
и да покажат како може Македонија да се движи напред во наредниот период, да покажеме поинаков начин на однесување, за разлика од досегашното бахато и криминално однесување на власта. Нашата листа за пратеници е листа која што ја осликува состојбата реална во Република Македонија, не има од разни партии, од различни етнички потекла, различни верски определби и така натаму, меѓутоа сите сплотени околу една единствена цел, а тоа се вика Република Македонија и нејзината иднина. Од другата страна имаме листа која што е направена од ВМРО-ДПМН, која што е листа за заштита на криминалот во Република Македонија, листа која што има многу сумнителни лица на таа листа на кандидати и навистина граѓаните на Куманово имаат и посебна одговорност. На подрачјето на општина Куманово е создадена Република Македонија и имаме поголема одговорност да ја сочуваме Република Македонија. Затоа ги повикувам граѓаните на Куманово, граѓаните на изборна единица 2, да се повеќе мотивираат, да излезат масовно на изборите на 11 декември, да гласат за бројот 4, да ја поддржат кандидатската листа чисто носител сум на Социјалдемократскиот сојуз и да ги промениме конечно работите во Република Македонија. Заради тоа што нам ни е потребна Република Македонија, нам ни се потребни граѓаните на Македонија во Република Македонија, нам ни се потребни младите луѓе и во Куманово и во државата и затоа очекувам дека граѓаните на Република Македонија ќе изберат живот за Македонија. Јас превземам одговорност, превземам обврска во име на Социјалдемократскиот сојуз во моје лично име пред граѓаните на Куманово дека ќе направам се да реализираме многу проекти од буџетот на државата, да помогнеме на Куманово заради тоа што во изминатите 10 години Куманово било избришано од картата на постоењето на Република Македонија и на тој начин да создадеме и подобри услови за живот. Затоа што нема два избора, еден е изборот. Од една страна ги имате Груевски, Тодоров и нивните криминали, а од друга страна ја имате Република Македонија. Затоа ги повикувам да излеземе масовно на избори и да гласаме за кандидатските листи на Социјалдемократскиот сојуз под бројот 4. Господине Спасовски, ви благодарам што одвоивте време и што гостувавте во нашата емисија и ви посакувам успех на изборите. Благодарам многу. Почитувани, тоа беше се за вечерва, останете на Телевизија Плюс.